Почитувани гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш, секој понеделник во 17:10 сме точно тука за вас и со вас, се со цел да ве информираме за сите проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје. Значи, негде на крајот на годината, еден настан што навистина можам така да кажам дека одбележа годината беше протестот на лицата кои што го имаат она ретко заболување цистична фиброза. И тоа ни е нас поводот денеска малку да поразговараме и воопшто за проблемите на лицата со ретки болести, за кои што во првиот дел веќе со мене во студиото е Весна Алексовска, која што е претседател на Сдруженијето Живот со предизвици, нели Сдруженијето за ретки болести, која што малку повеќе ќе ни каже за она што секоја година се случува, а тоа е доцнењето на тендерот за лекови за ретки болести. Впрочем, секоја година говориме и никако проблемот да се реши, секогаш се доцни, каснат терапиите за болните со ретки болести, нивниот квалитет на живот се намалува, дури и ќе ни каже Весна, на многумина им зависи и животот од таа терапија. А во вториот дел ќе бидат овде со мене во студиото, им благодарам што собраа храброст, нели да присуствуваат овде во живо и да си ги кажат своите проблеми. Значи Димитар Василевски, кој што е еден од оние кои што имаат ретка болест за жал цистична фиброза, и неговата мајка Ирина, кои што ќе ни кажат пак нешто повеќе за тоа што представува цистичната фиброза како ретка болест. Ќе ни кажат цело нивно патешествие од кога нели на Димитар му е диагностицирана цистична фиброза уште на 2 месеци кога бил мало бебе. Ќе каже и самиот тој, значи неговото искуство, значи што се треба секојдневно, колку лекови да Димитар консумира за да има нормален живот. А онаа терапија за која што тие се борат од Асоциацијата на цистична фиброза, тоа е лекот Трикафта, се уште го нема, а тој лек би ги заменил сите овие лекови за кои што подоцна ќе ги видите кога ќе бидат овде во студиото и Димитар и неговата мајка Ирина. Тоа би било накратко што би сакала вака како вовед да го кажам, да поздравам Весна, добре дојде. Јас ти благодарам што најди и ти време да дојдеш и да проговориме за овој проблем што навистина мене веќе почна да ме вознемирува. Како стојат работите? Исто како и минатата година, за жал. Не знам колку луѓето се сеќаваат, но минатата година, токму за денот на ретки болести, 28 февруари... Така бевте во студиото, говоревме. И разговаравме точно така, терапијата доцни, дека тендерот доцни, тогаш имаше и промена на министер во јануари месец, и со тоа уште повеќе се одолговлечи работата, затоа што секогаш зависиме буквално од политичката волја, од администрацијата во Министерство за здравство, кога како ќе се отворат тендерите, кога ќе завршат и кога ќе се направат набавките на лековите, и тоа се случува секоја година. Минатата година тендерот требаше да биде брз и да заврши март-април месец. За жал, истиот се одолговлечи и многу пациенти останаа без терапија дури 4-5 месеци, што е навистина недозволено. И тоа не е прв пат да се случува, истото се случуваше и изминатите години. Значи секоја година од 1 месец па се до 5 месеци некој останува без терапија која им е потребна за живот. Се случува и дури и пациенти кои очекуваат нели да им стигне терапија, кои не почнале да примаат воопшто, да изгубат битката со болеста и да починат поради нели доцнењето на терапијата. Поради тој временски период кој што мораат да го чекаат лекот за да Да, значи истото се случува и оваа година. Минатата година се набави помала количина на лекови за помалку месеци, затоа што немаше доволно средства. Во буџетот беше намален и се набавија лекови за 7 до 9 месеци, во зависност од нели кој колку дози прима и како оди тоа. И сега дел од пациентите веќе февруари-март месец ќе остануваат без терапија. Очекуваме пак тендерот да се отвори во текот на февруари месец. Се надеваме дека нема повеќе од тоа да се одолговлечи, затоа што знаеме дека програмите на Министерство за здравство ќе бидат објавени во службен весник до 31 јануари е рокот за да бидат објавени, и после тоа ќе може веќе да се отворат тендери. Во меѓувреме немаат решение. Порано
се правеа во времето на Тодоров, се сеќавам дека се правеа некои итни набавки со цел нели оваа дупка да се затвори на некој начин. Сега не се прават такви набавки, не знам зошто. Ако тогаш се правеле, значи може да се прават и сега. Не знам зошто ни кажуваат дека се ограничени итните набавки, дека не е толку едноставно да се направат. Од друга страна, дојде на маса и некоја идеја дека може 20% од постоечките договори да се набави плюс 20% со анекс некаков на договорите, со цел да се обезбеди терапија и не знаеме што ќе се случи и дали воопшто ќе се обезбеди терапијата која им е потребна на луѓето или не. Од друга страна, гледаме дека буџетот кој е издвоен за оваа година повторно не е доволен за да се покријат сите пациенти. Тие го зголемија буџетот за да се покријат пациентите од минатата година кои требаше да добијат. Во изминатата? Така. Каде се тие? Се диагностицираа нови пациенти, се регистрираа нови пациенти, нови болести се регистрираа, нови лекови се регистрираа. И сега има нови околу 20 можеби и повеќе пациенти дечиња кои чекаат нели нова терапија, кои чекаат да им се промени животот, да им се подобри животот исто како што чекаат и пациентите со цистична фиброза, нели. Новите лекови за нас се единствената надеж дека ќе имаме нормален живот. Кај нас нема генерички лекови кои можеш да ги купиш, не постои некоја терапија која може да те го подобри животот, освен тие иновативни лекови за кои се истражува, кои излегуваат, кои се одобруваат во Европската унија. Во Европската унија, еве во нашите соседи, во Бугарија и во Хрватска. Така, кажувавте дека дури сте приморани дел од пациентите нели со своите блиски додати во друга земја да бараат. Точно, блиски кои што ќе можат да им помогнат да ги најдат лековите, нели се со цел да имаат подобар пациенти си го бараат начинот на живот и во странство. Ако може да се одселат, ако може азил да побараат, ако може да се снајдат некако. Таму е дојдена работата. Па дури и туги државјанства би зеле, значи има пациенти кои викаат па на крај крајшта да земам бугарски пасош, нели? И дали е тоа ова нашата држава што сака да го направи, да не одсели сите што сме пациенти, тоа ли е? Но од друга страна не се само во ретки болести што каснат тендерите. Тендерите каснат во сите клиники, на детска клиника фалат лекови, на ревматологија, на гастрологија, на онкологија фалат лекови, на хематологија. Па се праќаат пациенти во Косово, во Индија да купуваат лекови. Мислам, која е таа идеја дека во Индија треба да купиш лек? И како да сме сигурни за безбедноста на такви лекови? И од каде да ги најдеш парите за такви лекови? Значи ништо не е ефтино од тоа. Мислам, не може никој да си дозволи пациент со ретка болест да си го купи лекот за својата болест. Мислам, тоа е невозможно едноставно да со такви финансии некој да располага и затоа што терапијата е доживотна, не е денес треба да се напијам или овој месец еднаш или еднаш годишно. Тоа е цело време, тоа е континуирано. Не знам зошто, значи на толку барања од пациентски организации. Извинувам што ве прекинувам. Воопшто дали досега сте се сретнале со сегашниот министер? Така, со сегашниот министер една средба имавме во февруари, инаку само по настани доаѓа и таа средба не беше. Пред една година сакате да кажете? Па да. Значи минатата година тоа што се сретнавме не ни беше средба за нас, буквално улетавме на туѓа средба, да не речам. Немаме како пациентски организации остварено средба со Министерот за здравство. Не знам што да кажам, едноставно ако гледаат дека ова е проблем што се случува 6 години наназад, зашто не се најде решение? Така. Има решение. И секоја година го говориме и секоја година исто. Да, значи компаниите викаат дека можеби со менаџерски договори, нели со директни преговори, сепак тендерот е излишен во вакви ситуации. Една компанија еден лек е во прашање. Разбирам да има тендер кога има нели различни генерики и такви работи, па нели поевтиното се бара, но вака со директни преговори и договори можат многу пониска цена да добијат и други работи, на пример да побараат диагностика од компанијата, едукација, да побараат за болеста, за докторите, за да станат специјалисти во таа област. Значи може и многу технологија некоја која е потребно, се може да се побара, нели, кога директно преговараш со некој, кога не е во прашање еден тендер и на тој начин би се избегнало сето ова исчекување. Знаете, кога ќе се диагностицира нов пациент, ако тендерот е веќе отворен, тој пациент ќе треба да чека да се отвори наредниот тендер за воопшто да добие лек. А што ќе прави во тој период?
измеѓу? Или ќе преживее, или нема да преживее, или ќе му се влоши состојбата, ќе му се влоши, ќе треба поголема доза да прима, можеби на лекови, може ќе има и последици кои не можат да се вратат назад. Значи, тоа е недозволиво. Сите се бориме за рана диагноза и рана терапија, па дури и за превенција, за генетско советување, пошто 85% се генетски болести сепак. Другите дел се автоимуни, дел инфективни, но најголем дел се генетски. Што значи дека има шанси да се подобри ситуацијата на многу повисоко ниво. 2019 се собравме сите здруженија, институции и представници, направивме стратегија цела за ретки болести, за жал почна короната и заврши идејата дека ќе се прави стратегија за ретки болести, се заборави и се стави под тепих, едноставно се закопа на некој начин. Зашто повторно никако не најдете сили да го... Значи, со секој министер ние одново треба да разговараме и одново да се објаснуваме како на почеток да почнуваме. И навистина мислам дека треба да има... Како да никогаш не слушнал дека постоја такви... Точно. Треба да има некој систем кој нема да зависи од министрите, од политичарите. Нас ни треба сигурност, ни треба безбедност. Значи, многу често се плашиме и за безбедноста на увезени лекови кога се увезуваат. Што пиете воопшто, да. Мислам. Значи, еден куп проблеми се создаваат само затоа што немаме системски решенија. А реалноста е дека треба да се направат системски решенија и никој да не чека за лек. Излезе, мислам, во Бугарија и во Хрватска, пошто се дел од Европска Унија сега, кај нив, ако се одобри лекот во Европска Унија, после 6 месеци пациентите во нивните земји го добиваат тој лек. Значи нема како кај нас да се моли, да се апелира преку медиуми, да се прават штрајкови за да се добие лек. Немаат потреба од тоа. Тоа само кај нас се случува. Ова е тендерски живот кај нас. Буквално живееме од тендер на тендер. Сите семејства научија што значи тендер за ретки болести. Се обидуваа да фатат не знам си колку луѓе и врски да знаат што се случува, докаде е, дали може да се убрза некако. Али сето тоа се огромни процедури административни кои не се заобиколуваат едноставно и свесни сме дека пак ќе касни. И веќе не знаеме ни што да кажеме за тоа, ни како да се однесуваме со тоа. Мислам, која е идејата секоја година да излекуваат милион семејства на телевизија за да бараат лекови? Зошто да излекуваме на телевизија да бараме лекови и зошто сите да знаат дека имаме некоја болест? Тоа треба едноставно да си оди, лагодно, полесно да се добие. Да биде нормално како што и треба да биде, да не треба толку да се збори и да се кажува за да се делува, а и говориме и пак не можеме некако да делуваме, да навистина малку се освестат дека навистина вие, луѓето со ретки болести, заслужувате да имате живот каков што треба, квалитетен и достоен и да добивате секогаш современата терапија што би ви олеснила многу работи во секојдневието. Весна, покрај ова што говориме за терапијата, кои се тие други проблеми со кои што се соочуваат низ овие лавиринти, низ испитувања и така натаму? Кои се тие најчести други проблеми со кои што се соочуваат луѓето со ретки болести? Па првиот проблем секогаш е диагнозата. Значи диагнозата е секогаш проблем. Додека се добие точна диагноза. И тука се губи, претпоставам, време? Се губи време, да, и има многу наши семејства кои ја искористија можноста да одат до Бугарија и да си добијат диагноза таму. Најчесто во Александриска болница во Софија, но одат и во Пловдив. Во Пловдив има и центар информативен за ретки болести, што значи дека користиме туги ресурси, да не речам. Се знаеме и таму со доктори, со организации, па често соработуваме, се со цел побрзо да стигнат пациентите до диагноза, за побрзо да се регистрираат, па да не промашат некој тендер, нели? Да можат да го добијат лекот кој им е потребен. Но некои пациенти одат и во Србија, а некои пациенти дури и продолжуваат со контролни тестови да одат во другите земји, да не ги прават кај нас, па си одат со резултатите, нели, кај докторот што ги води во нашата земја. Иако и кај нас имаме специјалисти, не е дека немаме, но понекогаш се плашиме дека многу од нив одат во пензија или одат во приватните болници, па не можеме да стигнеме до нив. И тоа е друг проблем. И тоа треба финанси, кои што, нели, ќе треба да ги дополнително да бидат дефинитивно, натовар на буџетот, кој што и онака ви исцрпи. Да, и тестовите дури во 2019 почнаа да се плаќаат генетските тестови за нас да се рефундираат од страна на ФЗО, претходно сами мораше и тие да ги плаќаме. Значи не можевме генетска анализа да добиеме и таму има чекање.
Некогаш се чека и до 6 месеци за анализата да се направи и да се добие. И тоа не е во ред, нели? Треба да има и тука некое системско решение. Најчесто се проблем реагенсите, затоа што се за мал број на луѓе, па тешко се набавува мала количина на реагенси и веројатно тука е потребна некоја регионална соработка, можеби помеѓу Македонија, Србија, Косово, Албанија, па да се прават некои анализи кај нас, некои во Србија, па да поделиме работата. Инаку знам пациенти од Албанија и од Косово, пошто немаат генетска анализа кај нив, праќаат во Италија, во Германија. Не ги праќаат кај нас сега. А може, нели? Може да се направи некоја таква соработка каде што би ги праќале кај нас и така би се зголемил, нели, бројот на потребата би се зголемила на пациентите и полесно би се набавувале и тие реагенси и би ги имало во државата за да може да се користат. Така, тука сме при крајот, нели, од овој прв дел во разговорот и ќе тоа слободам бидејќи имаш, нели, која обврска. Размислувате ли, бидејќи еве Сдруженијето, односно Асоциацијата за цистична фиброза имаше, нели, штрајк, размислувате ли некако сите еве кои што, нели, сте засегнати во случајов во однос на овој тендер кој што треба да, нели, да го објават за да ги добиете лековите, некако сите да се соберете па да застанете пред Министерството, вака заедно сме посилни на некој начин, да не бидат само цистична фиброза? Ние ги поддржавме и нив и секако ги поддржиме сите што протестираат, тоа е реалноста. Иако гледаме дека не се зафатени со решавање на проблемот, ние повторно ќе поднесеме допис каде што ќе дадеме можни решенија. Па јас не гледам да има соодветни одговори, штом се уште се зборува за проблемот, проблемот не е решен и не се тргнало да се решава. Единственото решение за сите нас е системски да се реши овој проблем, колку што гледам, а инаку не само ние, на протест треба да излезат сите граѓани во оваа држава. Така, тоа сакам да кажам, сите да ве поддржиме, вие како засегнати, не а и само ние... за нас туку и за нив самите, затоа што сите ние се измачуваме, со мој термин се измачуваме со чекање, луѓето чекаат по операции 4 до 6 месеци за да стигнат да дојдат на операциона сала, за операција која му е потребна. Воопшто за сите услуги во здравствениот систем, така, да. И за сите лекови. Значи, ако каснат на сите клиники, тоа значи дека многу луѓе остануваат без терапија. Тоа се купишта на семејства кои се оставени сами да се снаоѓаат да набавуваат лекови од Грција, од Турција, од Србија, од кај ќе стигнат на крајот прават и кривично дело шверц на лекови само за да, нели, го добијат тоа што им е потребно и да можат да преживеат. И тоа воопшто не е во ред во нашата држава што се случува и некој мора сериозно да ги засука ракавите. Ние Сдруженијата стоиме на располагање да разговараме. Дали сте размислувале можеби да отидете директно кај премиерот? Така, да, ние сме соработувале со сите, сме пишувале до сите, најчесто со советници од премиерот од здравство не примаат да разговараме со нив, пошто тие го советуваат премиерот. Секогаш има некоја, нели, поголема криза од здравството, за да меѓутоа што е поголема криза од човечкиот живот. За да не се зафатат. Значи беше короната, сега економската криза, струјата, кучињата исто се проблем, гледате. Значи секогаш се наоѓа некој нов огромен проблем или политичките прашања кои се отвараат и затвараат или позиција опозиција препукувања, наместо да се зафатиме со решавање на проблемите, ние се бориме со една бура, друга бура, трета бура и одново и одново. Значи ова може едноставно да се реши и реално и фондот за здравство треба да се вклучи, пошто извинете, ама повеќе од 15 години да не промениш позитивна листа, па тоа е веќе и кривично дело, да не речам, затоа што нив им стои и во нивниот правилник и закон дека секоја година треба да ја ревидираат истата, не е ревидирана, немаше ни комисија, ни ништо. Така, затоа велам, значи ова да допре до сите, и до министерството, и до фондот, и до премиерот, бидејќи тој сепак е оној прв човек кој што води државата, и треба, нели, на некој начин и тој да даде иницијатива за сите овие проблеми да почнат да се решаваат и тоа подхитно, нели, бидејќи навистина, како што кажавте, на многумина им зависи животот, дали ќе можат да преживеат додека добијат терапијата. Особено за оние кои што кажавте се диагностицираат
после тендерот за тие сепак да се обрне најголемо внимание и да може интервентно, како што кажавте, да може да се набавуваат лекови. Весна, јас тука ќе ти се заблагодарам и се надевам дека се тоа што го разговараме, нели ние медиумите и новинарите, што можеме нели да како да кажам, да информираме и да делуваме на некој начин, дека ќе делува на нив и ќе ја подигне свеста за да може нели сите овие проблеми да ви се решат. Ти благодарам за денес. Ви благодарам на поддршката и се надевам дека наредна година нема да разговараме за ова и дека ќе имаме долгорочни решенија на место. Дека ќе се гледаме само за решени проблеми, а не за нерешени. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, остануваме и понатаму нели на истата фреквенција. Малку ќе се одмориме и ќе ги проследите оние покровители кои што се на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, а потоа во студиото со мене ќе бидат Димитар и неговата мајка Ирина. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Започна новата сезона на вашата омилена емисија Будење со Јулија. Премиерното издание е секоја среда во 12 часот, а репризните изданија четврток 14 часот и 10 минути и недела 16 часот. Да, и сме повторно назад во студиото. Како што кажав и на почетокот, во вториот дел од емисијата веќе со мене во студиото се Димитар Василевски, неговата мајка Ирина Василевска. Инаку Димитар е еден од 130 пациенти со цистична фиброза, болест која доколку не биде навреме диагностицирана, може да заврши со фатални последици. Има, како што кажав, тоа беше настан кој што е одбележан годината дефинитивно, значи штрајк пред Министерството за здравство, ја бараат новата терапија Трикафта, која што сега може веќе мојот почитуван камерман во студиото Дејан да покаже на гледачите, терапијата би ги заменила сите овие лекови што сега ќе ги видите на камера, што ги пие Димитар секој ден за да може да има нормален живот. А тоа не се малку
И плюс тоа, ова е апаратот за инхалација, 5 пати на ден Димитар треба да прави инхалација за да може нормално да функционира во текот на денот. Ете, тоа е тоа за кое што тие се борат и сакаат да го добијат и нормално дека заслужуваат да го добијат, се со цел нели да имаат нормален живот. Јас ви благодарам уште еднаш и вам Ирина и тебе Димитар што се охрабривте да во живо да влезете во студио да проговориме за овој проблем. Така. На почеток би сакала со вас Ирина да поразговарам од кога му е диагностицирана цистична фиброза на Димитар и бидејќи не успеавме да донесеме ни еден доктор во студио, не знам зашто, од која причина не можевме да ги договориме, би сакала и да не појасните што представува цистичната фиброза како една ретка болест. Така. Значи цистична фиброза е ретка генетска болест. Кај Димитар е диагностицирана на 2-месечна возраст, Димитар не напредуваше во тежина, како сите нормални деца, имаше ретки столици и по препорака на неговиот матичен педијатар што го лечеше, бевме принудени да го однесеме на контрола во детска клиника на оделот доенче и метаболизам, каде што му направија одредени испитувања и преку потен тест се докажа дека детето има цистична фиброза. За нас тоа беше шок, бидејќи до тогаш јас не знаев ни што е тоа цистична фиброза, никој од фамилијата не бил болен. Направија некои испитувања каде што се докажа дека јас и сопругот го носиме тој ген. Да, тоа е генетско заболување, да појасниме. И 25%, доколку двајцата родители го носат тој ген, 25% детето ќе биде болно од цистична фиброза, 25% се раѓа здраво и 50% се раѓа здраво, меѓутоа носител на генот. Димитар го носи генот, во испитувано е во Ману, го носи генот 508, дупла копија од мене и од неговиот татко. Цистична фиброза ги зафаќа белите дробови, панкреасот, црниот дроб, цревата. Кај овие пациенти, значи нивните шлајмови не се како кај нас секретот, да, не се како кај нас водести. Тие се наталожуваат густи се секрети, се лепат на белите дробови. Значи најмногу страдаат белите дробови, така? Така, тоа се подлога за бактерии, каде што доколку не се спречат на време, може да станат и хронични од некои бактерии, значи може да станат и хронични кај нив, да ги носат цел живот, што се вели. И затоа тој прави по 5 пати на ден инхалациона терапија и физикална терапија за да го чисти белодробието, за да може нели да биде чисто белодробието, за да не може да фати некоја бактерија. Исто така Димитар зима панкреасни ензими, бидејќи панкреасот значи е тука оштетен, да речам, да, не може да лачи ензими, да се преработува нормално храната како кај сите нас луѓето. На вештачки начин се преработува храната, со секој оброк, тој освен овошје, мора да земе панкреасни ензими и тие не ја преработуваат храната, да речем, во 100%. Меѓутоа, ето е тоа некое решение. Зима витамини Адекс, кои што ги набавуваме во Америка. Потоа зима суплементи, одредени други, ги гледате тука на масата, други антибиотици. Значи, навистина, премногу терапии, премногу лекарства, за да може да има Димитар нормален живот, инаку Димитар е втора година на Музичка академија, еден уметник, една уметничка душа. Димитар, кој период од животот тебе, веќе од 2 месеци, мама Ирина кажува дека ти е диагностицирана цистична фиброза, што тебе ти беше најтешко цело ова време од кога веќе се соочи со ова заболување? Што ти представува најголема тешкотија? Па уште од кога бидејќи ние на секои 2 месеци мораме да одиме на контроли, бидејќи плуќата наша е како нож со 2 острици. Понекогаш може да биде добра и понекогаш може да биде лоша. Ние не можеме да знаме кога точно она ќе биде во лошата варијанта, бидејќи функционалните на плуќата се намалуваат, односно капацитетот на плуќата се намалува и кога ќе биде намален, ние пациентите мораме да одиме да лежиме во болница на венска терапија. Примаме околу 5 до 7 венски терапии во денот, бидејќи многу не се малце, премногу се, и седиме во една просторија каде што сме сами затворени, изолирани сме од се и не се тука ни пријателите, ни колегите, ни немаме никаков контакт со никого. Тоа ви паѓа најтешкото и не се издржува ни физички ни психички, тоа е најтешко за нас, пациентите.
Така. Покрај тоа што morаме да земаме А премногу. претпоставам дека и ова се што го кажавме на почетокот, секој ден, секојдневно ти е, претпоставам веќе навика, меѓутоа и тешкотија. Това секојдневно да го испиеш, да направиш инхалација, се поред. Значи, претпоставам дека не е едноставно тоа секојдневно Не е да се прави. воопшто едноставно, многу е тешко, но со текот на годините, више 20 години го правам истото, сум се навикнал. Еве, например, ако за факултет треба да станам на факултет, ако сум од 8 часот, моите колеги би станале околу 7 часот, би се напиле една шолја кафе, би се спремели и отишле на факултет, дотолку мојот ден почнува 3 часа однапред. Ја морам да станам во 5 часот, да направам инхалација со солен раствор, потоа треба да дувам со флатерот или пепот, потоа во рок од 15 до 20 минути од прилика јас треба да си ги исплюкам сите шлајмови кои што што ги имам во белодробјето за да можам да функционирам и добро да дишам, потоа инхалирам баранитоп, тоа што е големата кутија. Па потоа 28 дена инхалирам баранитоп, на следните 28 дена инхалирам колестин, што е овоа тука. И така во круг се вртат на 28 дена секој. Значи се ова? Да, и потоа кога ќе завршам со нив, со оваа цела терапија, морам да почнам да ги земам што се апчињата, сите апчиња што се, некој за гладно срце, пред да јадам, некој после јадење. Во текот на денот претпоставам константно се повторува, да, ова е само за утрото. Кога ќе се вратам од факултет, истото ме чека. Повторно инхалација. Повторна инхалација, повторно некои лекови и исто така земам креон, што се апчињата, што се вештачки ензими што ми помагаат за да ја сварам храната. И исто и во вечерните часови се дешава скоро истото. Значи, буквално преку целиот ден треба да си фокусиран на оваа терапија за да можеш да имаш нормален живот. Сега, она што е најважно, што го напоменав и на почетокот. Значи, тоа што се случува, за тоа што вие го барате, да се донесе тој нов лек. Значи, тој лек ќе го пиете само 2 пати на ден и ќе ги замени сите овие работи што ги правите, нормално, како што кажала Ирина, со текот на времето, нели, ќе почнат едно по едно работи да се исфрлат и да се остане само на таа терапија. И тоа на многу, како да кажам, ќе им голесни секојдневието само 2 пати ако пиеш ти таблета, тогаш не ќе мораш рано да стануваш да отидеш на факултет, ќе имаш повеќе време за себе и така натаму. Така и помалку ќе лежат во болница. Што практично дали треба да одат потоа во болница, колку тоа на почетокот може би треба да бидат под контрола, да речем, додека го пијат лекот, да видат како реагира и така натака. Потоа, значи, еве се вршат, значи, испитувања кај пациенти што го пиеле лекот, пациенти кои што биле пред трансплантација за бели дробови, веќе со земање на терапијата, значи им се подобрува функционалните на белите дробови, значи во секој случај ситуацијата се подобрува, не само што се забавува, него и се подобрува. Така. Оди во насока, значи на подобрување, така, исто така. Така има пациенти кои што не можат толку добро да напреднуваат во килажата со земање на лекот, на кафтрио, тие, значи, нивната килажа оди во нормала. Исто така овие пациенти може да добијат и шеќерна болест. Правени се испитувања каде што и тука се подобрува и шеќерот, што значи дека се добива една општа слика на пациентот подобра и може пациентот, значи, да живее подолго и секако може да си го планира животот, може да си го живее животот без да размислува тоа веќе навистина е така, да кажам, олеснување, да речам некоја. Никогаш не може да се каже за нешто што ти зависи, нели, нормалниот живот олеснување, меѓутоа во однос на ова сега што го говориме и Димитар што го кажа што се мора да прави за да, нели, го помине денот, тоа и како е големо олеснување. Така, секако. Би сакала да го прашам Димитар како функционираше еве уште од основно, средно, сега на факултет, другарчињата, значи имаше ли, чувствуваше ли вака, како да кажам, дека си малку поразличен, дека ти си во поспецифична состојба од нив, дека мораш да внимаваш и на своето здравје, и на секоја настинка, и на секоја, како да кажам, изложеност на вируси и на бактерии. Внимаваше ли, треба ли многу да пазиш?
Как ти представува ли тоа малку тешкотија во секојдневието, во секој случај бидејќи навистина е специфично? Па бидејќи од мали години моите родители ме учеле како дека имам цистична фиброза и дека се околу мене може да ме зарази, секогаш сум бил предпазлив да не се заразувам, кога е си внимавал. Да, кога е сезона на болести да носам маска и да бидам предпазлив за болести. Нон-стоп сум се вакцинирал исто така од грип и од сите болести за да не настинам, бидејќи сепак на пациентите со цистична фиброза доста им е паднат имунитетот, а вака со пријателите, со колегите, со учениците, никогаш не е било проблем ни да разговарам за мојата болест што имам, бидејќи ова не е, да кажам, како корона, болест сега сум ја фатил, можам да ја пренесам на други луѓе, туку е обично од раѓање сум се родил со оваа болест и не можам да ја пренесам на некој бидејќи само моја. Исто така и кога сум лежал на болница нон-стоп пати, кога сум примал многу венска терапија, имам доста случаеви, например, кога бидејќи во тој период е минимум 14 дена, а зависи ако ситуацијата понекогаш уште полоша ми остане, може да се случи повеќе да останам во болница. Ја отпаѓам со материјалот на факултет или во средно или во основно. Да, тоа сакав и да прашам, колку и професорите имаат разбирање. Ајде некако основно, ајде ќе кажеме поинаку е, меѓутоа веќе средно факултет е нешто друго, значи тогаш веќе, како да кажам, повеќе се бара и знаење и посветеност. Има ли разбирање професорите и дали си се соочил можеби понекогаш со некој професор на кој што навистина еве нема разбирање за она со кој што ти се соочуваш? Да, сум се соочил. Во средното, кога бев во болница, професорите сите беа коректни со мене и рекоа не мора да се замара со школа, фокусирај се на болеста, нека ти биде све најдобро, кога ќе се вратиш на училиште, јас све ќе ти покажам, веднаш ќе дојдеш до твоите врсници и колеги. А на факултет тоа е малце поразлично, бидејќи некои професори имаат став дека нивниот предмет е најдобар и дека цистичната фиброза како болест не постои, не ми веруваат, ме нарекуваат лажго. Постојат и такви професори, ми викаат ти тоа намерно го прави само за да бегаш од часови. А има, се разбира, и професори кои што веруваат и тука се ми викаат нема проблем, фокусирај се, здравјето нека ти биде на прво место, а све останато на второ. Да, тоа може би е така, затоа што тој физички изгледа така, добро. Димитар е навистина едно не може добро да и се воспитано забележи, дете кој што дека има меѓутоа внатре не дава слабост. Да. Па така и сме го воспитувале, дека секогаш доди позитивно, секогаш позитивно да размислува. Имало доста предизвици во животот со кои што сме се соочиле. Еве пример, да речам, прв пат кога се запиша во градинка, знаеш кога кажав дека има цистична фиброза и тие цистична фиброза, ама знаете овие деца умираат, многу млади, зошто деме ќе го запишете, меѓутоа јас бев упорна и еве денеска 20 години има Димитар и ќе се бориме се до крај. И додека дишам, да речем, јас ќе се борам не само за Димитар, сите пациенти да се го добијат лекот според нивниот ген. Еве овој Кафтрио е точно за Димитар, 508 ген може да го прима и сите што се пациенти со ген 508 може да го примаат и да живеат еден нормален живот. Така, кога веќе говорите, бидејќи немаме нели доктор да го потпрашаме уште нешто, дали тоа значи дека има и други кои што се со цистична фиброза со некој друг ген кој што треба можеби помалце терапија да примаат и така натаму? Има ли разлика? Горе-доле, значи ова е некоја си основна терапија за сите пациенти. Постојат пациенти кои што имаат друг ген, кои се уште немаат, да речам, лек за нивниот ген. И се уште се го чека, да речам, се уште е во фаза на испитување. Значи воопшто не примаат никаква терапија? Примаат оваа терапија, меѓутоа не може да примаат не може како овој што сега што е нова, модуларна нова терапија. Меѓутоа се надевам дека и тие пациенти еден ден ќе се измисли таков лек и за нив, пошто во фаза на испитување исто така мислам дека еден лек, така да верувам дека и тие ќе успеат да го одржат своето белодробје и своето здравје за да може да го дочекаат тој нов лек. Затоа што ние уште од мала возраст ми ги почитувале сите препораки од докторот што го води Димитар и се што треба ние сме правеле, сме го чекале тоа магично апче да дојде
И еве го дојде, меѓутоа секаде во регионот го има, само во нашата држава го нема. А што е што е уште, како да кажам, како што велите магично, за оние пак што скоро се диагностицираните, како ќе им биде на вистина од голема корис, нема да го поминат цел ова патешествие вие што сте го поминале од двомесечната возраст на Димитар па се до сега. Ме интересира само околу проблемот за појавување на цистичната фиброза. Дали е специфично да се јави само на на мала е многу возраст или се јавува и подоцна? Па јас колку што имам информација, има пациенти... Ве прашувам како да сте се извинувам, како да сте медицинско лице, меѓутоа како што кажав, бидејќи немаме представник од она што вие можете да го кажете како информација, би сакала да го кажам. Така, јас познавам неколку личности кои што во подоцнежна фаза, во подоцнежни години им ја диагностицирана цистична фиброза. Меѓутоа дали е тоа од мала возраст има, стварно тогаш дошло до израз. Не би можела стварно да одговорам на тоа прашање. Во секој случај мора генетски да го носиш, а кога ќе се појават симптомите може да биде и подоцна, може да биде и порано. Точно, затоа што има колку што знам, одреден број, некоде околу 90% кои што се во лесна форма на цистична фиброза. Обично, кои се симптомите? Дали секојаш белодробието е тоа што треба да ни посочи, например, еве сега, за оние кои што не следат, можеби, кои што врска немаат, нели, со болест, ако нешто почувствуваат, дали први се чувствува на дишните патишта проблемот? Па обично имаат пневмонии, подкашлуваат, имаат масни столици децата, исто така во летен период, кога велат солени деца, кога ќе го бакне родителот детето, солена му е кожата, солена пот имаат. И така има некои што се нивниот раст исто може да биде забавен. Точно, што значи дека има некои симптоми кои што може да се препознаат и може да се види дека детето е со цистична фиброза. Значи сега чекаме магичното апче да ни го одобри. Точно. Министерот рече дека не може он самиот да спомна дека одлучи. само 50 пациенти може да бидат покриени од Министерството за здравство, останатите треба да одат во фондот. Не може да одлучи сам, бидејќи секогаш е тоа така. Меѓутоа се надевам дека сето ова што ние го говориме како медиуми на некој начин сакаме да делуваме, да изнајдат сили и навистина да ви ја донесат таа терапија и да можат сите што се овие, како што кажав и на почетокот, 130 чинам беа, болни од цистична фиброза, во кои спаѓа и Димитар, да сите овие лекови ги заменат само со 2 таблети на ден. Така. Тука сме ние како медиум, кога ќе одлучите повторно да бидете пред Министерството за здравство, ќе дојдеме и ќе ве поддржиме во целост. Ви благодарам на поддршката и на поканата во секој случај. И посакувам што побрзо да се реши овој проблем, а на Димитар му посакувам да заврши музичка академија и да стане професор по музика, она за која што ми се чини дека тоа е насоката која што ја студираш и да бидеш еден голем уметник. Ви благодарам многу. Така, ви благодарам и вам, Ирина. Се најубаво. Почитувани гледачи, тука ќе се поздравиме за денес. Се надевам дека ова денес за кој што говоревме, а за кој што навистина најмалку треба да се говори, за да ние медиумите апелираме до Министерството и до Министерот за здравство да одобри, како што го кажа и господја Ирина, да го одобри тоа фамозно и магично апче, за да болните од цистична фиброза, во случајов мојот соговорник и гостин Димитар, има нормален живот, да може да ги сврли сите овие таблети, сите овие инхалации за кои што говоревме од секојдневието. Ви благодарам за вниманието, ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.